Добар ден. Во Слободен печат денес гостува председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, господинот Венко Филипче. Господине Филипче, добре дојдовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Во последно време вашата партија води, би ја нарекла, агресивна кампања со секојдневни пресконференции, некогаш 2, некогаш 3 можеби, а на повеќето од нив излегувате вие. Да бидам искрена, според зачестеноста, а и вордингот, овие пресконференции наликуваат на оние на ВМРО ДПМНЕ кога беше во опозиција. Мислите ли дека тоа е рецептот за успех, односно дека тоа е алгоритамот за напредок на вашата партија? Сметам дека освен по тоа колку се пресконференциите, настапите во јавност, дали преку партиската говорница или во собраницката или на терен помеѓу луѓето, може да се прави некоја споредба. Има суштински диаметрално спротивна разлика, суштина помеѓу тоа што ние го кажуваме и тоа што ВМРО ДПМНЕ го кажуваше кога беше опозиција и го кажува сега. Што тие правеа тогаш и што прават сега? Продолжуваат со истата лажна реторика. Вратете ги пресконференциите на ВМРО. Клеветеа, лажеа, креираа лажни вести, оцрнуваа луѓе, ширеа антиевропска реторика, лажеа дека политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се предавнички, наоѓаа внатрешни предавници, конструира надворешни непријатели. Со истото тоа продолжи и сега. Нема никаква разлика во тоа што тие го прават тогаш и сега. Повторно шират лажни вести, повторно шират антиевропска реторика, повторно шират црна кампања и лажни вести и затоа ги користат и нивните вебсајтови, нивната телевизија Алфа, која што е контролирана од Орбановите луѓе, се уште, иако тој систем во Унгарија постепено почнува да се распеја. Што на другата страна правиме ние? И сега ќе ви одговорам директно. Ги информираме луѓето. Што е вистината? Затоа што мораме често да бидеме присутни во јавност за да ги адресираме сите работи кои што укажуваат на тоа колку оваа влада е практично неспособна. И тоа едноставно во една пресконференција не може ни да се собере. Дури и овие пресконференции се малку, ќе ги зачестиме, затоа што потврлањето на оваа влада во сферата на економијата, сиромаштијата, која што со галопирачко темпо расте тука кај нас, задолжувањата на земјата, антиевропската кампања која што доведе до ова, да практично тие го блокираат европскиот пат, потврлањето во сферата на земјоделството, потврлањето во сферата на здравството, во сферата на образованието, во сферата на социјалата, во сферата на работничките права, плати и пензии, едноставно е нешто што мораме секој ден да го комуницираме. Односно, и сега ќе ми дозволите само уште неколку реченици ќе сублимирам, затоа што сметам дека ова е една од најважните теми, една од најважните прашања. ВМРО и Христијан Мицкоски на власт дојдоа со лажна кампања. Дојдоа со една многу добро смислена кампања, смислена не тука, во соседна земја, во Србија, контролирана од Унгарија, со механизми кои што му беа оставени на располагање на Христијан Мицкоски, а ги наследи од неговиот претходник Никола Груевски, и тој со таа лажна кампања, со таа слика која што ја створија кај луѓето, едноставно ги прелажаа во 24-та година. Да ве потсетам, што ветуваше? Меѓу Никола Груевски и Христијан Мицкоски бевте вие на власт. Значи, за тоа време имало време да се смени нешто. Не може да кажете дека Христијан Мицкоски го наследи тоа од Никола Груевски. Што правевте вие во тој меѓу период? Јас ќе ви кажам што ќе направам јас. После следните избори, кога ќе формираме новата влада. Тој систем ќе го елиминираме. Тој систем ќе го демонтираме така како што сега новата влада го прави во Унгарија. Како што се укинуваат телевизиите, порталите, кои што беа под директна контрола на пријатели и луѓе на Виктор Орбан, со цел да шират и таму антиевропска кампања, зашто на унгарците им се блокира европските средства, затоа што тие не ја поддржуваа
Украина, не ги споделува европските вредности. Замислете, Виктор Орбан, големиот пријател на Христијан Мицкоски, беше против тоа да се укине системот за гласање со консензус во Европска унија, нешто што нас ке ни помогнеше. Каков пријател бил тој? Нема ништо друго освен бизнис интерес за сето тоа. Така да, тој систем ќе биде демонтиран. Нема да има злоупотреба на народни пари од страна на еден медиум кој што шири пропаганда, за да ги дезинформира луѓето, за да шири лажна кампања, а тој систем да го уредуваат луѓе кои што служат на таа кампања, а се контролирани од странски служби од друга држава. Само за да бидеме ние слепот срево на Балканот. Две работи. Значи, зошто се конфронтирате со медиуми? Не се конфронтирам со медиуми. Па еве сега зборувате за еден медиум. Тоа не е медиум, тоа е пропаганда. Алфа телевизија е пропаганда. Платена од унгарски пари, перат пари. Лажно рекламираат производи. Не, само момент, има предмет во обвинителството. Не сум јас тој кој што треба да истражува, треба органите да си постапат. Не, само момент, но многу е битно. Внимавајте. Еден таков пропаганден канал, тоа за мене воопшто не е медиум, створи психоза, меѓу другото и користејќи ја целокупната мрежа која што им е под контрола, да створат лажна слика кај граѓаните. Што граѓаните очекуваа во 24 година? Дека ќе има кој знае колку странски инвестиции. Христијан Мицкоски се што кажа, се излажа. Дека ќе ја подобрил нашата преговарачка позиција со Европската унија. Што направи? Ништо. Намерно го блокираше европскиот пат. Дека ќе вратат старото уставно име. Тоа ветуваше претседателката, да ве потсетам. И тоа го ширеа тие медиуми. Сакаа да створат слика и успеа во тоа, дека се тоа големи патриоти кои што ќе ги коригираат наводно лажните и предавнички политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за да сега признаат дека ништо од тоа што ние сме го направиле и сме го имплементирале, всушност не е лажно. Еве излезе со изјава и Тимчо Муцунски, не, само момент, но многу е битно. И Тимчо Муцунски и Гордана Стијановска Давкова. Нема, никако не е загрозен, напротив, потврден е идентитетот со Преспанскиот договор. Изјавата од претседателката беше во друг контекст, малку. Рековте кога ќе дојдете на власт. Она сакаше друго да каже, ама и излета вистината. Рековте кога ќе дојдете на власт, ќе го демонтирате тоа. Кога ќе дојдете на власт? Јас сум прилично сигурен дека граѓаните веќе се свесни дека ова што се случува сега е само една голема кражба која што е маскирана во една лажна патриотска политика и риторика на Христијан Мицкоски. Тоа се случува во овој момент. Во овој момент наводно Христијан се бори некако за националните интереси. Наводно сака да ја подобри преговарачката позиција на државата. Ништо тоа не се случува. Што прави во сферата на економијата? Освен што сме задолжени 2 милиарди евра повеќе за само 2 години, граѓаните не видеа бенефит, нема раст на платата. Ние имаме најниска... Меѓутоа поддршката ја има. Само момент, граѓаните ќе сватат, граѓаните не се наивни. Те се уште го користат овој систем за ширење лажни вести да ги убедуваат луѓето дека е добро. И тоа е се што прават. Ама луѓето се свесни затоа што ја чувствуваат кризата. И свесни се дека оваа политика не води никаде. Само неколку зборови дополнително за економија. На 2 милиарди поголема задолженост на земјата, од кој што 1 милиарда евра е кредит кој што допрва ќе се истражува. И согласно нашиот закон нов кој што ќе го донесеме после освојувањето на власта, кога власта ќе ја вратиме во рацете на граѓаните, со тој закон за борба против корупција, кога даваме повеќе ингеренција на европското обвинителство, кога ќе се наградат луѓе кои што ќе ги пријават дел од злоупотребите кои што сега се прават, а верувајте дека ќе има такви, и кога на тој и со тој механизам ќе се врати тоа што граѓаните најмногу го сакаат, да се врати довербата во правосудството, тогаш ќе почнат работите постепено да одат во добра насока. И тоа е клучот. Морам да ве прекинам. Велите ќе дојдете на власт. Еве, сигурен сте дека ќе дојдете на власт, дека народот почнува да сваќа. Меѓутоа, анкетите не го покажуваат тоа. Христијан Мицкоски е најпопуларен политичар во државата. ВМРО ДПМН е многу понапред од СДСМ. Знаете како водеше и Орбан и неговата партија на неговите анкети пред изборите? Последната година не водеше. На неговите анкети на сите водеше. Ама тогаш зборуваме овде и за вашите анкети. Само момент. Овие анкети кои што ги цитирате се платени со народни пари од страна на владата. 400.000 евра е последниот договор. Замислете, 400.000 евра. Од граѓанските народните пари да владата си прави анкети по нарачка. Па кај го има тоа?
Тоа, на крајот на криштата. Еве клучното прашање врз основа на кое граѓаните ќе треба да одлучат. Живеат ли подобро сега отколку од пред 2 години? Не. Имаат ли повеќе пари? Немаат, посиромашни се. Поскапено ли е се? Да, апсолутно. Помогна ли владата нешто да се направи за тоа да не се случи? Не. Добили некој мерка за поддршка во оваа криза? Не доби никој. Се зголемија ли платите минимална и просечна? Се зголеми ли платите? Не се зголемија. Не се зголемија. Се зголемија и пензиите. Колку се зголемија? Многу помалку од колку што требаше пензионерите да добијат. И нив ги излажа. Да, но чекате, ве молам, само малку. Ниту еден сектор нема бенефит. Што се случи во земјоделството? Не само што нема субвенции и се нередовни и се намалени, треба да ги враќаат, замислете дел субвенциите исплатени во 24 година. Што се случи во здравството? Знаете што се случи во здравството? Хаос. Нема термини за операција, не работат операциони сали, нема лекови. Има ли плати? Само момент. Па затоа ви кажам изворна информација. Има ли зголемување на платите? Па ние во првите 2 години од нашето владење, еве само во здравството, платите беа зголемени заедно со дежурствата за близу 100%. Значи, близу дуплирани беа платите во првите 2 години. Ама господине Филипче, значи зборувате платите биле зголемени, пензиите се зголемувале, еве пореално да кажеме од се. Ама вие изгубивте власта. Еве и покрај тоа што платите биле зголемени, било подобро во здравството, било подобро, не знам, еве може ќе кажете во земјоделството, во образованието. Затоа ви ја кажам, се сложам, власта. точно, и затоа ви ја кажам една од главните причини зашто тоа се случи. А тоа беше силната и лажна пропаганда, пропагандна машинерија, која што се уште е активна, која што успеа да ги излаже граѓаните дека некако бил загрозен националниот идентитет, дека бил продаден јазикот, дека ние сме имале Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 7 години владење предавнички политики. Тоа беше главната пропаганда, да ја потсетам. Со што се служеа, освен со лажни вести, лажни оцрнување луѓе и црни кампањи. Со ништо друго. И тој систем продолжува. Но граѓаните, имајќи предвид дека веќе чувствуваат дека не живеат подобро, напротив живеат полошо, и веќе гледаат дека се што кажа Христијан и неговата банда на власт излажа, буквално ги излажа граѓаните, се веќе свесни. И јас од тука гледам дека... Еве со ова што го кажувате банда, ве враќам назад на првото прашање, дека го сменивте вордингот. Значи тоа е сличен вординг на она што го имаше ВМРО ДПМН тогаш, а делумно и сега. Се сложувам, но еве веднаш ќе ви одговорам. Па ние го аргументираме тоа. Дали тој збор не одговара на една група на луѓе, на пример, во која што група влегува човек кој што има висока функција во владачката партија, а компанијата на татко му добила 161 тендер. 161 тендер од државни институции, десетици милиони евра. Дали тој збор не одговара на една група на луѓе која што дава народни пари на една друга компанија, ексклузивно, близу 60 тендери. И се така со ред. За која компанија? А добро, ние ги имаме тие фирми, тоа се тие тендерски процедури кои што ние ги објавуваме, значи ние не обвинуваме без причина, а ние даваме аргументи. Зашто не реагираат институциите? Зашто не реагира? Знаете што одговори ДКСК за компанијата на организацијскиот или кој секретар на ВМРО за компанијата татко? Татко му не е татко. Ето тој е одговорот. Да ви го читам, да не беше смешно, трагично е. Но гледајте, сериозни има наводи кои што ни доаѓаат од луѓе членови на ВМРО ДПМН, кои што се свесни што се случува. Од таму стигнуваат информациите на нашиот сајт за пријавување на коруптивни активности. Јас сум многу горд во тој дел. Да се вратам. Еве, ви доаѓаат информации од членови на ВМРО. Велите знаете ли дека... каква е таму страшна поделбата на таа партија? Ама поделба има и во вашата партија. Сега реално да зборуваме. Консолидацијата веќе одавна која што започна и се случи. За консолидацијата подоцна ќе ве прашам. Но да се вратам, знаете ли каква поделба има во ВМРО ДПМН? На база на бизнис и интереси и заработка на пари. Сега Христијан Мицкоски, кога мислам дека ова е единствена партија во Европа, која што има само претседател и нема други
раководни структури, ни подпредседатели, ни што сам владее човекот. Какво незадоволство има на секое ниво. Тоа е страшно поделена партија. Значи, еве зборувате за незадоволството. Зборувате дека според анкетите вие се кревате, ВМРО губи гласови. Па факт е дека изгубија гласови. Чекајте, Добро, минатите избори тоа го потврдија. Не, но ние аргументираме. 150.000 гласови. Кај одат тие гласови? Кај кого одат? Тие што ги губи ВМРО. Граѓаните ќе кажат тоа на следните избори. На кого ќе ја дадат довербата. Јас сакам сега да кажам јасно, гласно, отворено тоа што се којдневно практично го комуницираме. Ние се бориме не да освоиме власта за нас, да вратиме во рацете на граѓаните. Што тоа значи? Ќе работиме на неколку ниво. Прво ќе донесеме Европа конечно овде. Ќе почнат преговорите. Ќе се направи тоа што треба да се направи. Уставни измени без никако да бидат загрозени. Ниту националниот идентитет, ниту култура, ниту јазик, ниту историја. Зошто и тоа се случува? Понатаму, ќе донесеме европско правосудство. Јас нема да бидам ниту имам интерес, ниту пак на крај памет не ми паја јас да се занимавам со обвинители или со судии. Или како Христијан Мицкоски да кажувам насоки и да кажувам што ќе се случува во судството. Па тоа е само еден од скандалите на ова владење дека тој човек директно се меша во правосудството. Тоа го нема во ниту една демократска земја. Тоа е на ниво на скандал. Таков скандал во друга земја владата паѓа. Истиот ден кога премиерот ќе излезе со таква изјава, а тоа се случува кај нас. Понатаму ќе донесеме антикорупцијскиот закон, кој никој нема да биде поштеден. Никој. И ќе има ветинг на сите функционери од 90-тите години. И тој закон ќе биде под юрисдикција на силна соработка со европското обвинителство. Нема да може веќе да се влие на судството, нема да може да се штелуваат пресуди и така натаму. На тој начин прво, ги враќаме и парите од граѓаните, да знаете, ќе има награди за луѓето кои што ќе пријават такви коруптивни случаи. Понатаму, и една од најбитните работи, ќе поставиме систем. Мерит системот ќе биде на прво место. Затоа што луѓето овде сакаат систем да видат. Некад еден човек или некоја група на луѓе да владее, сакаат систем. Тоа сакаат младите, затоа заминуваат, не заминуваат само заради платите и стандардот, заминуваат и поради тоа што нема систем. А можеме да го направиме, ако тргнеме по европскиот пат, како што впрочем направили другите земји, кои што еве пред нас, последни влегува во Европа, Хрватска и Бугарија. Гледате како се трансформира, гледате како Хрватска се трансформираше. Ама морам да ви кажам, значи имавте шанса сето ова да го направите. Имавте шанса. Па добро, гледате, сега не е да барам алиби, но еве ќе ги кажам аргументите. Се завршија големи работи. Се реши проблемот со името. Со името, да. Па тоа беше повеќе децениски проблем. Како викаше Христијан Мицкоски, додека сум јас ВМРО, тоа нема да биде завршена работа никогаш. Добро, еве сега. Но битно е затоа што е дел од неговата лажна кампања и тој очигледно дека не бил ВМРО и сега ќе потсетам еве како доаѓаше во седиштето на СДСМ кога и јас и другите партиски другари бевме дел од младината и бараше поддршка Христијан Мицкоски од Бранко Цренковски да се кандидира за претседател на студентскиот сојуз. Ете толку е Христијан Мицкоски ВМРО. Дечкото ништо не го интересира, освен неговиот интерес. Личен. Добро, сега Христијан Мицкоски вели, додека сум јас премиер, нема да има внесување на бугарите во уставот. А зашто тоа не го кажа предходно? Зошто на луѓе? Значи, може ли да ви го поставам прашањето? Еве, вие сте во последно време на сите пресконференции фокусирани на уставните измени. Затоа што тоа е единствениот пат напред. Така, ве разбирам тоа. Ама знаете дека тие уставни измени се неприфатливи и за мнозинството од македонците. Затоа што се излажани луѓето, затоа што стравуваат дека тоа е некаков ризик. Ете тоа направи Христијан и неговата пропаганда. Еве кажете ми една причина, јас секојдневно го прашувам него на пресконференциите, нека кажат и тој и ВМРО што е ризикот од правењето на уставни измени. Да ве потсетам. Не, извадите изјави нивни дека дури и тие се за уставни измени. Тие стравуваат од нешто друго. Да, тие се за уставни измени, ама не сега. Да бидеме многу... Не сега. Значи, тие јасно кажуваат уставни измени кои ќе завршиме преговорите. Не сега. Се сложувам. Добро, вие не стравувате дека сега ако ги направиме тие уставни измени, почнеме преговори, дека натаму нема да имаме некои слични блокади од Бугарија?
Тука доаѓате до клучното прашање, кое што добро го менаџираше пропагандата водена од Латас и Христијан. Тоа е иначе добар Не, вие тоа е дали иначе- стравувате? Не, мора да ќе ви одговорам многу конкретно, но тие двајца луѓе практично ја крира кампањата изминатите повеќе години во јавниот дискурс тука кај нас и очигледно дека им помина. Целта е да бидеме слепо црево и да сме под контрола на српската политика. Тоа е целта на ова владење на Христијан Мицкоски. Затоа што он сега испорачува нешто кон Србија, затоа што добро го чува додека беше во опозиција. Толку во тој дел. И сега ќе ви одговорам директно. Вратете ги изјавите на сите функционери сегашни, вклучувајќи го и Мицкоски, како вика дека нема ризик од самите уставни измени, но ние се грижиме да не после тоа се случи нешто за време на преговорите, односно да не бидеме повторно на непринципијална основа блокирани од страна на Бугарија. Така се изјавите. И сега се тоа две различни работи. Притоа тој ветуваше подобрување на преговарачката позиција пред изборите 24-та. Што не ја подобри? Сите му рекоа дека не може. Тоа е јасно дека не може да се Но смени чекајте. преговарачката рамка. Значи вие кажувате дека премиерот лажал. И ја ви потврдувам дека лажал. Затоа што он Не беше реков јас свесен. дека Јас лажал. кажувам дека лажал. Затоа што он беше свесен во очи изборите 24-та година дека не може да се смени преговарачката рамка. Зошто? Ние пробавме нашиот преговарачки тим да се уставните измени со одложено дејство. Од Европа кажа не може. Не од Бугарија. Ние имаме преговори со Европа, немаме ние преговори со Бугарија. И тоа е втората клучна работа. И сега ќе се вратам на стравовите. Добро, ако ние немаме никаков ризик од уставните измени, како што немаме. Ништо со уставните измени не може да се случи. Дотолку повеќе во вода паѓа, повеќе децениската политика, подкрепувано со разни декларации во бугарското собрание, кои што они на времето дури не го признавале македонскиот народ. Успехот на преговарачката рамка, сега усвоена од сите земји членки на Европска унија, вклучувајќи и Бугарија, дека тие го признаваат македонскиот народ и македонскиот јазик. Нешто што во минатото пред повеќе децени било незамисливо. И тој е успехот на нашата дипломатија кој што оваа пропаганда го претвори во предавство. Да бидам многу конкретен. Има разноразни резолуции гласани во собранието бугарско пред повеќе децении кои што се занимаваат со тоа како е потеклото на македонскиот народ и така натаму. И сега со преговарачката рамка и со уставните измени, кога бугарскиот народ тука кај нас се сведува на ниво на малцинство и на малцински права, се прави јасна дистинкција помеѓу македонскиот народ и бугарското малцинство кај нас. Значи, бугарскиот народ во Бугарија и малцинството кај нас и македонскиот народ тука кај нас се два различни народи. И тоа е сериозен успех, во тоа помогна европската дипломатија. И са уште една многу битна работа за јазикот. За јазикот може ли да ви кажам нешто? Знаете ли дека во државните медиуми во Бугарија, ова зборувам изјави, тврдења од колеги од Бугарија, дека не им се дозволува, кога земаат изјава од македонски политичар, граѓанин, што и да е, не им се дозволува да ја преведуваат изјавата на бугарски? Дека им сугерираат изјавите да одат оригинал на македонски? Како го толкувате тоа? Што е поентата? Дека ајде се вратиме прво на кога зборуваме за јазикот. Добро, ајде се вратиме прво на Знаете што значи тоа да им кажат, еве, не треба изјавата што ја имате од Венко Филипче, на пример, на македонски, не треба да ја преведувате на бугарски. Прв пат слушам, ќе се вратаме на ова, ќе го искоментираме, ама ајде се вратиме прво на официјалниот дел. Ајде. Порано, до изгласувањето на преговарачката рамка, и тоа граѓаните мора да го знаат. Имаше разноразни исто така резолуции во кои што никогаш официјално и формално не беше признат македонскиот јазик. Како се велеше тогаш во тие резолуции, македонски јазик согласно Устав. Согласно Устав. Така стоеше во тие резолуции. Не македонски, јазикот согласно Устав. Точно. За прв пат со изгласувањето на преговарачката рамка од сите земји членки на Европската унија, вклучувајќи и Бугарија, јасно стои македонски јазик. Не стои македонски јазик како во Уставот. Стои чист македонски јазик. И сега, признавањето на македонскиот народ од страна на Бугарија, признавањето и цела Европа, признавањето на македонскиот јазик од страна на Бугарија и цела Европа, подпишувањето на договор со сите земји членки на Европска унија, вклучувајќи и Бугарија, на македонски јазик. Официјално во листата јазици на Европа македонски јазик стои
Па зарем тоа не е доказ дека македонскиот јазик и нашиот народ идентитет се потврдени. И сега одно понатаму, чекор понатаму. Еве да ги дебатираме и другите можности. Еве ако констатираме дека со уставните измени ништо не е загрозено. Или ако премиерот смета дека нешто загрозено, па нека каже што е загрозено. Он не кажува дека е некако ризик. И сега одам чекор понатаму. Еве чекор да останеме Одиме на овој во чекор. Да преговорите. останеме на овој чекор. Може. Значи власта, премиерот, ВМРО, ДПМНЕ зборуваат сега за реципроцитет, за почитување на правата на македонците во Бугарија. Добро. Со внесувањето на бугарите во уставот кај нас, бараат некаква гаранција дека ќе се почитуваат правата на македонците во Бугарија. Па еве јас да ви кажам дека ние ќе бидеме многу посилна преговарачка позиција, се бориме за било кој кога ќе бидеме внатре во Европска унија наспроти сега. Еве сега не можеме тоа да го добиеме. Еве се обидоа. Ние како кажавме на почетокот уште 24 година, се што ќе направите, а ќе биде подобрување преговарачката позиција, ние го поддржуваме. Ама укажавме дека не може да направи ништо затоа што ние се обидовме. Тоа е суштината. Идеме понатаму. Еве ако не може да се бориме за македонците кои што живеат таму, сега од оваа позиција. Па што треба да останеме вака? Зарем не треба да се бориме да одиме напред, да ни напредува државата, да станеме земја членка на Европска унија, па после тоа рамноправни со сите други земји членки да се бориме за сите наши народи, делови од народ кои што живеат по државиве по белиот свет. Но чекайте, суштинското прашање. Ајде тоа да го елаборираме. Сите се суштински сега. Не, нешто е лага од страна на Не, Кристијан. зборувам за ова сега што кажувате, за сите велите суштински. Суштинското прашање, според мене, еве коригирете ме ако грешам. Што ако се соочиме со непринципиелна блокада од страна Бугарија, откако ќе се направат уставните измени и ние ќе ги отвориме преговорите? Според мене тоа е клучното прашање. Многу сме прашањето е што значи непринципиелна. Добро, еве Со нешто што задира. Може секако да се соочиме, не само од Бугарија и од друга земја. Па зарем не сме ние посилни кога седиме на маса и преговараме со Европа? И тогаш сите кои што ќе детектираат непринципиелна блокада, ќе бидат на наша страна. Второ, ќе тргнеме во патот кој што веќе ќе ја зајакнува земјата. Ќе се отворат фондовите за време на преговорите. Ќе стигнат грантови. Ќе може да растат платите, ќе може да растат пензиите, ќе може да расте социјалната помош, ќе се менува држава, ќе се градат патишта и пруги со грантови, а не со скапи кредити како што сега ги зима владата. И се постава прашањето зошто не го прави чекорот, кој што ќе ни овозможи неповратни средства и грантови, туку зима суми на пари у милиарди евра, кои што ги враќаат следните генерации, за истото тоа зашто Европа дала пари во земјите членки и додека преговарале. Ето тоа е второто суштинско прашање во однос на финансиите. Зашто зема 1 милиарда евра кинески пари од Унгарија? Тоа е таму најавува новиот унгарски премиер, најавува истрага за тие пари. Милиарда евра, знаете ли вие што значи милиарда евра следниве генерации да се задолжени? Притоа никој не знае кај отидоа тие пари. Не се знае тие пари кај се. На кои фирми отидоа и кои фирми се поддржани и како се селектирани? Тие беа за фирми од локална самоуправа. Како се селектираа фирмите? За локална самоуправа. Ама се за компании. Да. И за поддршка на општините. Па зашто да плаќаме даноци преку нашите даноци? Зашто вие да плаќате кредит на некоја фирма? Зашто плаќате? Зашто вашите деца плаќаат кредити на некоја фирма? Кој е тој принцип на поддршка? Дали честото одење со авионот во Унгарија значи дека се трансферирале кеш пари? Без никаква контрола. И тоа се работи кој што добро предпоставувате или имате за сега ќе докази кажам за дека е усфера на предпоставка. Ама сигурно ќе се истражи. Тоа бидете сигурни. После смената на оваа криминална власт. Тоа бидете сигурни. И да го резимираме клучното прашање. Кога ќе се направат уставните измени, од кои што, еве, не гледаме дека нешто е загрозено или под ризик. Кога ќе имаме Европа тука со нас, ништо од тоа што се билатерални прашања, и ова е клучен дел од одговорот. Со Бугарија, историска комисија, протокол со работка меѓувладина комуникација, остварување на договорот за добрососедство, не е дел од преговарачката рамка. Значи да повторам, да знаат граѓаните. Се што е билатерално прашање со Бугарија, остварување на договорот за добрососедство, историската комисија, во која што се гласа со консензус, не може ни да ни наметнат нешто ние што не сакаме. Треба нашите членови. Историската комисија не е дел од преговарачката рамка.
Ама ништо не е дел од преговарачката рамка, од овие работи. Договорот за добро соседство исто така. Се пишува писмен извештај до каде сме стигнале во разговорите билатерално со Бугарија. Преговарачката рамка е иста и е чиста како што била за сите други земји кои што се придружиле во Европска унија. И никако билатерално прашање не може да биде предмет на блокада од страна на Бугарија. Ете, тоа е суштината. Ама Значи, ние знаеме како треба да биде, ама Како е? Немојте така да... Ама чекајте, како сега Ама тоа е Бугарија реално. не само момент, како сега Бугарија не сум ја адвокат на Бугарија, ја се борам за нашите интереси. Како сега Бугарија не, како што сака ова пропагандата да направат. Бугарски шпион уште платеник сум бил. Гледате ги сега почнува денеска една за силна тоа ќе ве кампања. прашам. Платеник сум бил за тоа. на Бугарија, замислете. Пазете кои луѓе го викаат тоа. Тие кои што ја кочат земјата на европскиот пат. Не, Па кој денеска чекајте? ве нарекува специјален пратеник на Радев. На Радев, Меѓутоа, го повикавте неодамна премиерот. Ај само уште една, Мицкоски. може ли... Добро, извинете. Ајде. Премиерот Мицкоски, власта заеднички да ги направите уставните измени. Нема друг пат напред. Нема, бидејќи поинаку не можете, сами не можете. Не Никој можете да соберете мнозинство. Не, вемо, државата не може да поинаку. поделите и да поделите, не, зборувам сега за техничкиот дел. Еве, сами не можете бидејќи немате мнозинство, го повикавте премиерот и власта заеднички да ги направите уставните измени и понудивте споделување на одговорноста за тој чин. Што значи тоа споделување на одговорноста? Тоа значи дека е тоа државнички чин и една голема свест и политичка и морална, како што за жал сметам дека нема власта, ниту пак премиерот, ниту пак има политички, ниту пак морален веќе легитимитет, затоа што се што кажа за доброто на држава дека ќе направи као политика излезе дека лажал, а дополнително согласно тоа го губи моралниот свој кредибилитет пред граѓаните. И затоа споделуваме одговорност и кажуваме дека се што е во интерес на државата, ние во собранието ќе направиме, затоа што тоа е единствениот пат и граѓаните не треба да се грижат. Ниту е нешто загрозено, ниту е нешто под ризик. Ете, тоа е споделување на одговорност, затоа што во сите земји кои што пристапувале во Европска унија, ќе дам примерот со Хрватска, власт и опозицијата седеле заедно. Заеднички креирале тимовите за преговори, заеднички се работело и така се постигнува национален консензус. Ама вака слушаме повици и од ваша страна и од страна на власта. Повици за национално единство, обединување за клучните прашања, вклучувајќи ја и евроинтеграцијата, нели? Ама ниту еден конкретен чекор нема. Мицкоски неодамна дури рече направи все за да подадам рака кон опозицијата за да се обединиме, но тие ја испуштија секоја шанса. Лаже. И сега ќе ви кажам зашто. И тоа не е една лага, тоа е последен пат го кажувате лаже. Тоа само последно низата лаги, па тој човек владее со лаги. Ќе биде добро, ќе има инвестиции, ќе направиме, ќе се бориме за идентитетот, ќе биде овој преспанскиот договор нема да биде завршен ако се докаже врска со таа компанија за обезбедување со пожарот во Кочани, ќе си дам оставка, што се случи? Ништо. Но ајде да се вратам на ова. Еве што јас сметам дека треба да се случи за да има национално обединување. Сите партии да споделат одговорност во парламентот, а и вака, зашто ја дадов една предлог резолуција, никој не одговори на таа предлог резолуција, таа е за заеднички црвени линии. И тоа е многу сериозен документ, сметам дека таков документ до сега во држава не е донесен. Жалам што не одговорија, но еве ќе оставиме тоа по страна. Предлог резолуцијата е да не кажеме е заборавена веќе, никој не ја спомнува. Па затоа што не сакаат во Европа, сакаат да грабаат народни пари без контрола. Тоа се случува. Немојте мислите дека нешто друго се случува. На секој ниво. Но да се вратам на повиците за обединување и национално единство. Еве го нашиот став, нашето, ајде да кажам, мислење, за тоа што треба да значи националното обединување. Сите стоиме заедно за тоа што треба да се направи, без никако да биде загрозен националниот идентитет, јазик, култура, историја и така натаму. А тоа значи спроведување на преговарачката рамка и францускиот предлог. Еве прашите го премиерот, кој имате шанса на следна некоја пресконференција или интервју, што за него значи национално обединување. Ја до сега не сум слушнал. Зашто пружил тој рака кон опозицијата? Еве, дали знаете вие да ми кажете? Дали знаете да ми кажете, затоа што јас навистина не знам, што за него значи национално обединување? Он само кажува. И тоа му е дел од пораките кои што му се спремни од страна на
оваа Орбанова мрежа која што Латаз му ја води. И му пишува пораки. Ама повторно само на момент. медиумите Не, се само- враќате се. Не се медиуми, пропаганда е тоа. Малам јасна дистинкција да направиме. Еве што кажува тој. Нема ние да бидеме мекото ткиво на општеството. Речникот кој што го користи е дополнително нешто. Одма- Гледайте сега. Еве, во однос на мекото ткиво. Само момент. Ајде, само момент. Еве нека каже што за него значи национално обединување. И јас ви кажувам дека од страна на бизнис интереси, странски служби интереси, Христијан Мицковски е идентификуван како најмекиот македонец до сега во историјата. Човекот кој што ќе направи се да одработи за туги интереси, а за лошото на државата, на иднината и на граѓаните. Кој го идентификува? И тоа со тег на време ќе стане вистина. Кој го идентификува? Па за тоа може да зборуваме у друга прилика. Еве уште една изјава од Мицковски ќе ви прочитам. Имаме отсуство кај дел од луѓето на чувство за припадност кон својот народ и подготвеност со гордост да го носат она што јас го велам, мекото ткиво на македонскиот народ. И колку ние сме поголема брана на предизвиците, тие се поагресивни. Се препознавате во оваа реченица, во оваа изјава? Ај прочитате уште еднаш реченицата и кажете ми вие дали ова што го кажал има некаква смисла. Еве јас Не, јас ја прочитав. Да прочитаме. Јас ја прочитав, еве може да ви ја дадам вие да ја прочитаме. Ај уште еднаш прочитате. да ја прочитаме. Што кажува Прашањето е дека дали вие се препознавате. во што? Што кажува човекот што ја води државата, што треба да го отвори европскиот пат? Во ова дека кај дел од луѓето има отсуство на чувство за припадност кон Отсутство на својот чувство народ. за припадност за својот народ. Што тоа Кон значи? својот народ. Дека е Христијан најголемиот македонец. Не, тој е најголемиот предавник. Јас да ви кажам. Не, оваа изјава е наменета за некого. Јас ве прашав дали вие се препознавате На во. страната на СДСМ и ке мене лично, секогаш се приоритет врвните национални интереси, така се креираат политиките, и интересите на граѓаните. И тоа само така може да биде. Тоа што премиерот вреѓа, сака да излезе он големиот патриот, дека не знам, бил на браната на нешто што ние веќе со политики сме го заштитили и сме го потврдиле, а тоа што тој не го прави чекорот само заштитениот национален идентитет и јазик може само да ги направи посилни затоа што ќе ги промовираме во Европа, е само дел од неговата лажна кампања. Во која што сега јас се прашувам дали тој самиот верува или свесно веќе манипулира. Тоа е една дилема која што имам и не сум сигурен, меѓутоа и тоа веројатно со тек на време ќе стане јасно. За вас велат дека предавникот Заев ви е ментор, ве нарекуваат пион на Радев, денеска ве нарекува специјален пратеник. Убезна деца, не заборавите, убезна деца во нивната лажна кампања. Специјален пратеник на Радев. Не, сега зборувам ова во контекст на уставните измени. Дека директно соработувате со луѓе кои го негираат македонскиот идентитет и слично. Што очекувате сега од владата на Радев, бидејќи добро ги знаеме неговите ставови за преговорите на Но Македонија? ние немаме работа со владата на Радев. Ние имаме работа со Европа. Ама не може да ја исклучите Чекайте, Бугарија. не ја исклучуваме. Ние имаме Чекайте, работа чекайте. со Европа, меѓутоа блокадата е од Бугарија. Каква е блокадата? Па нивниот Што е услов е... блокадата? Што е Гледате? блокадата? Додека Значи, ниво и момент- Не, како ниво и момент. Значи додека не се усвојат уставните измени, нема Ама преговори. тоа е европско барање. Ама европско барање сега, ајде да не се лажеме. Ама не се само бугарите во уставот што треба да се. Не сакам да звучам Ама како не ги спомнуваме Но што сега сакам да хрватите, кажам? не се Знаете спорни. што ми е поентата? Поентата ми е дека не блокира сега никој во овој момент освен Христијан Мицковски и ВМРО. Тие се блокаторите, затоа што не прават чекор кој што не ги загруза ниту јазикот, ниту идентитетот, ниту ништо. Ете, тоа е суштината на проблемот во овој момент. Добро, прашањето беше Ајде. што очекувате од владата на Радев? Влада, како Зборувам и секоја за влада. меѓусебните односи. Гледайте. Ама ние ги знаеме, ајде да ги ставиме знаеме ставовите на Радев. Добро, ама гледайте, образлагавме претходно. Ние секако ќе имаме со таа влада работа за решавање на билатералните прашања. Има историска Да. комисија и така натаму. Тоа треба да биде у духот на добрососедските односи и треба да биде под мониторинг на Европа, као што ќе биде. Као што ќе биде. Тоа што е билатерално прашање, никогаш нема да го загрози европскиот пат, затоа што не е дел од преговарачката рамка. Да ја потсетам, Србија и прашањето со Косово е влезено како дел од преговарачката рамка. И тоа е голема разлика. Значи, тие мора да го решат прашањето со Косово, за да се затвори тоа прашање. Ние не. Ние Ама имаме... и ние мораме да го решиме уставните, да ги Но- решиме уставните Ама и измени. уставните измени се ризик за што? Ама вие така сметате. Значи мнозинството граѓани не се согласуваат Затоа со што вас. беа излажени.
и прелажени. Затоа што сметаат, Ама добро, беа затоа што тогаш сметаат прелажани, дека до сега ќе се освестеа. ќе видиме на следните избори како ќе гласаат. И мора граѓаните да знаат. И затоа јас сум многу често присутен, затоа што сакам често да ги споделувам овие на пораки. Затоа што ние ниту контролираме медиуми, ниту имаме наши портали, како што тоа го има ВМРО на силна Орбанова мрежа, платена со години назад. Добро, И сега затоа е Орбан честата веќе не е на комуникација. власт, падна, така да... Па затоа се спремаат фирми да ги превземе, кој ќе ја превземе Алфа телевизија, како ќе јадат плаќањата на новинарите таму и така натаму. се Тоа веќе го оптоварувате со објавивме. Гледате, не сме, не ве молам, не сме ние оптеретени со тоа. Знаете кој е оптеретен со тоа? Општеството и граѓаните. Затоа што се бомбардирани од лажни вести, затоа што се бомбардирани со вести кои што се креирани во духот на антиевропската реторика. Во духот на тоа дека СДСМ имале предавнички политики. И во духот на тоа што го зборевте преска, зашто се мене и СДСМ ме обвинуваат. Платеници, предавници, убици. Тоа е нивниот вординг. Тоа е вордингот на премиерот, талог, мекотели, медиокритети, што се не кажува, што се не кажува човекот. Вие ги обвинувате нив за блокирање на државата и за кражба со умисла. Тоа е вистина. Тоа е вистина. Има ли одговор за овие партиски тендери? Стотици милиони евра се насочени кон тие компании. Па гледате секојдневно какви скандали излегуваат коруптивни. Гледате нашиот антикорупцијски тим како работи, што се објавува. Затоа нас не треба посебен антикорупцијски закон, кој што сите работи ќе ги расчисти. И европско обвинителство на кое што постепено граѓаните ќе вратат до вербата во целокупниот систем. Што мислите за идејата за референдум за уставните измени? Имаше иницијатива од амбасадорот Виктор Габер, поднесена до пратениците со барање да иницираат референдум за уставните измени. Како ви изгледа таа идеја? Гледате, тоа е еден механизам кој што може граѓаните да кажат како и каде сака да се движи државата, имајќи предвид дека оваа власт буквално ништо не направи, вети дека ќе направи едно, друго, трето и ништо не се случи, едноставно ние сме сега блокирани, тонеме во долгови и во сиромаштија. Ето, тоа е фактичката ситуација. Во однос на референдум, јас сум спремен да дебатирам на било која тема. Можеме да видиме кој е мислењето на граѓаните, но гледате како. И тоа е уште еден индикатор во однос на ова што претходно го збориме и тоа како е целокупниот систем во јавната сфера со овие силни медиуми окупиран. Значи, на 70 и над 70% луѓе, близу 80% кои што го поддржуваат членството во НАТО и се за Европска Унија, па зошто тие луѓе да во многу мал процент, само 11%, не се за уставните измени? Ете, тоа е суштинското прашање. Ете, тоа е резултат. Тоа ќе се види Тоа е на резултатот. изјаснување. Се сложам, тука има прашање и според така ова натаму. досега што се случува, според резултати од анкетите, нема да бидат над 70% за уставни измени. Граѓаните мора да знаат дека тоа не е никаков ризик. Тоа е суштината на ова што сега ние го говориме. Кога би биле добро информирани, како што еве сега ги пуштаме секојдневно пораките дека тоа не е никаков ризик, тогаш ќе го знаат патот напред. Се подготвувате за победа на изборите. Сега Па гледайте, тоа и граѓаните го заслужуваат за да се врати власта во нивни раце. кога мислите дека ќе има избори? Кога и да има избори, ние ќе бидеме Не, зашто спремни. вие зборувавте Јас сметам за дека оваа година предвремени избори, ама еве премиерот вели не оваа година. Избори ќе има кога ќе снема пари во буџетот за партиските тендери, а се помалку има. Гледате како душмански ја задолжуваат земјата. Гледате како без никакво објаснување, ниту логични постапки во процесот на задолжување земаат милиарди и милиони нови пари. Годинава требало да се земат милиарда и 300 милиони евра. Министерката за финансии замисли да рече дека на располагање преку издавање на еврообврзница биле на располагање нешто над 2 милиарди евра. И тоа е неизина една изјава. Се постава прашањето зошто не земаа милиарда и 300 милиони евра, толку колку што мисла дека им треба и толку колку што им била стратегијата по поволни услови, туку со поволни услови земале милиарда евра, а 300 милиони се бара дополнително со не поволни услови во однос на претходниот заем.
Како тоа го објаснуваат овие луѓе? Зашто вака душмански ја задолжуваат земјава следните генерации? Вкупниот долг, гледайте, за 2 милиарди евра е зголемен. Од 8,5 на близу 11 е сега. Вкупниот долг на земјава. Добро, вака никој не видел бенефит финансиски, ниту една категорија на граѓани, ниту една категорија на граѓани не видела бенефит од тоа зголемување на долгот. Па кај отишле тие пари? Така да кога ги снема тие пари, тогаш ќе има избори. Имате шанса за сите овие економски политики да разговарате со министерката за финансии која повика на дебата. Би отишле на таква дебата? Ние чекаме да каже термин, но условот е да дојдеме со медиуми. И нашиот економски тим е спремен. Повика министерката, нема проблем, веднаш одговоривме. Нека каже термин, економскиот тим ќе оди, но да бидат и медиуми. Па за сите овие бројки да ја расчистите ситуација. Знаете ли колку е сериозно тоа? Знаете ли колку е сериозен теретот кој што го ставија на следните генерации да враќаат милиарди евра на нетранспарентен начин земени? Милиарди евра од Унгарија, пари кои што не се знае кај отидоа. Така ги земаат милиарди евра. А не ја сработуваат реформската агенда да добијат грант пари од Европа. Например, на располагање, доколку се оствараше реформската агенда со соодветна динамика, ни беа близу 200 милиони евра на располагање. А владата сработи 60 само. И 7. Еве 70 нека се. Па близу 130 биле на располагање дополнително. Па ќе се намалеше кредитот што го земаа. Па тоа е убавината на Европа. Дека ќе ни дојат неповратни средства кои што ќе ги инвестираме во системот и во државата. И тоа е второто прашање, освен овие интереси за кои што одработува Христијан и владата. Зашто вака душмански ја задолжуваат земјата? Зошто на овој начин? Зошто не го отварат системот кој што слободни неповратни пари ќе ни бидат на сите на располагање? Што се случува во земјата освен на силна безперспективност? Младите, па знаете ли младите што зборат? Само како да земат бугарски пасоши и ја се иселат. Да, ама знаете ли што ги се случи, значи, колку ќе чекате? Младите не се иселуваат од сега, се иселува и додека вие бевте на власт. Чекате, што е работата на секоја една одговорна власт? Да имплементира политики со кои што ќе ја враќа до вербата дека може да има тука систем и тоа ние ќе го направиме. Еве ќе видите дека ќе се случи. Да знаете дека овде може да гледате иднината. Еве владата рече дека има луѓе што се враќаат во државата. Лажат. Ова вие четврти пат да го спомнете лажат. Малку е, да ви кажам право. Нема една работа за која што ја говорат вистината. Еве велите дека сте подготвени за избори и дека ќе победите. Ја реформиравте ли партијата? Гледайте, како ќе настапувате на избори на социјалдемократскиот ако се случат до крајот на годината или на Македонија е силно консолидиран и тоа го гледаме на секој ниво, како во централните структури, така на ниво на општинските и местни организации пристапуваат луѓе кои што беа разочарани. Јас се среќавам со илјадници луѓе изминативе 2 години се видов, имаат луѓето легитимни, нелегитимни причини, јас разговарам со сите, пристапуваат назад во партијата, пристапуваат луѓе, интелектуалци, граѓански организации кои што сакаат да дадат поддршка и затоа промовиравме платформата за вистина и за правда, а темелот на платформата е антикорупцијскиот закон. И тука очекувам да пристапуваат и други луѓе, еден дел од нив заради оваа пропаганда на која што може да се изложи не ќе сега да излегуваат во јавноста и на тој начин со еден широк фронт во кој што ќе учествуваат и политички партии и консолидиран СДСМ како јадро на тој фронт, граѓански организации, поединци, здруженија, видни интелектуалци и граѓани, планираме да настапиме на следните избори. Така да препознаваат луѓето и што сметам дека е суштината, ги препознаваат добрите политики, ги препознаваат политиките кои што на државата ќе донесат прогрес, ќе го вратат, ќе вратат власта во рацете на граѓаните, ќе донесат систем, ќе донесат подобри услови за живот во државата, а оваа лажна патриотска власт ќе оди во историјата како влада и како премиер кој што буквално ништо не направиле за државата. Еве да ве прашам едно прашање. Зошто тие луѓе да не излегуваат во јавноста? Ако тие се определени... Се плашат луѓето да излезат во јавноста, па кој е спремен да го носи теретот на црната кампања на Орбановата мафија тука кај нас? Кој е спремен? Ама ако тие се решени за промена на власта, зошто да не излезат? Рекоа само малку понатаму. На овој момент не. И јас ги разбирам. И јас ќе ја носам таа кампања. Добро, веќе се навикна. Бидејќи сметаат дека Заев ви е ментор, ви помага Заев во
работата во водењето на Не, партијата? Заев веќе е надвор, 5 години од политиката е надвор. Од Добро, 21-а. Јас реков дали А ви гледа- помага, не дали е во Не, политиката. ниту има ниту човекот се јавува, ниту нешто кажува. Јас го консултирам него, Владо Бучковски како поранешен председател, Радмила Шекеринска кога е во државата. И консултирам други видни поединци Бранко поранешни. Црвенковски? Не сака човекот да се меша во политика. А Така да буквално сте се сите обиделе да комуницирате со Јас него? го почитувам неговиот став. Океј, така да. Така да сите тие се на располагање и ми помагат, ама на моje барање. Ниту некој сугерира, ниту некој притиска, Заев најмалку. Најавувавте исклучување од партијата на Петра Шилегов и Јован Деспотовски. Меѓутоа, според информациите до сега што се излезени од СДСМ, не се Станува исклучени. збор за формалности во рамки на општинската организација, меѓутоа тој процес ќе се заврши. Што значи тоа е временски, да речеме? Па добро, сега зависи, тоа ќе се одржува Не зборувам утре дадутре, зборувам до избори би се случило Сигурно тоа. ќе се случи. Не ми одговоривте само за блокирањето на државата и кражба со умисла. Кражба со умисла. Ако ВМРО дојде на власт со една реторика и пропаганда, за која што очигледно биле свесни дека лажеле. Извинете, но тоа е умисло. Како тоа се разоткрива? Прво го разоткри председателката. Како велеше председателката, јас никогаш нема го користам уставното, новото уставно име. Како викаше? Како велат тие, Северна Македонија. Па сега секој ден на сите состаноци го користи уставното име. Не само тоа, договорот кој што викаше дека е против законски, против не знам што Преспанскиот договор, сега жената потврдува. А таков правник како неа морал да знае и тогаш кога користела лажна реторика и кампања дека не го загрозува идентитетот. Како кажува сега, го потврдува. Јазикот и идентитетот, тоа се нејзини зборови. Ако Христијан Мицковски секојдневно си ги демантира своите лаги во делот на кампањата во очи 24 година. Преспански договор, име, подобра преговарачка позиција, странски инвестиции, подобар стандард на граѓаните, млади тука во државата, а секојдневно гледаме спротивно на тоа, а и тој го кажува тоа, па што е тоа ако не е предумисло? А при тоа врват партиските тендери со стотици милиони евра суми пари, за кои што немаме никаков одговор од ниту една институција. Кога сме кај И тоа е многу сериозна работа. Кога сме кај председателката Кусо на крај, ова што се случува во кабинетот нејзин сега, наводна шпионска афера и така натаму, имате ли коментар нешто за тоа? Председателката изрази шокираност од обвинителството за организиран криминал, зошто зборувале за случајот, а се работи за предистрага. Па до сега ваква власт која што коментирала обвинителство и судски органи до сега немало, премиерот коментира. Имате Министерот за некакви внатрешни информации вие за ова? коментира, председателката коментира, па кај го има ова? Сека од властите се меша во независната, замислете, судска власт. Тоа е на ниво на скандал. Треба да се истражи до крај. На НАТО земја членка на НАТО, да имате луѓе кои што соработуваат со Русија, имаат јаки врски со Русија, па тоа е на ниво на скандал. Но ова е само едно камче мозаикот на нивното владење и на тоа како тие се поставени. Затоа што антиевропските политики, очигледно има и анти-НАТО политики, со овие скандали. Кога на тоа ниво председателката дозволила да се случи таков скандал, извинете, како утре ќе не гледат нашите НАТО партнери. И да знаете, не за џабе, од европските високи функционери стигнуваат информации дека нема да пуштат тројански коњи во Европа. Затоа што оваа власт одработува за руски интереси. Одработува за српски, унгарски, руски. Тоа е спрегата и оската. Еве се распадна Унгарија, сега ќе видиме како тој систем по сите основи ќе допре до нас. Пипците на Орбан по сите основи допира до Христијан Мицковски, у сферата на финансии преку кредитот, у сферата на телекомот, кој што повторно Петар Маџар го откри скандалот. 4IG тука формираше компанија, у сферата на пругата, на која што и дадо приоритет, го запоставија другиот коридор кој што беше понапред. Во сферата на енергетиката, фирми блиски на луѓе на Петар Маџар, не унгарски, не негови луѓе,
влегува во стратегијата на Министерството за енергетика за инвестирање во тој сектор за оваа година. Сите пипци доаѓа до тука. Кој служеше на руските интереси, кој ја блокираше помошта за Украина на цела Европска унија? Па тоа беше Виктор Орбан. Па што направи Петар Маџар кога дојде? Прво ја дозволи таа помош и веднаш им се ама гледајте, против Европска унија, а во интерес на Русија. Што се случи кога ја одблокираа помошта од 90 милиарди за Украина? Им се отворија европските фондови кои што беа блокирани затоа што не ги поддржува европските политики. Добро, ќе видиме што ќе се случува со Унгарија, рано е уште да се зборува за Ние треба да гледаме владењето најмногу што ќе се случува со нас. Затоа што Не, само бидејќи губиме сега време, зборувавте за губиме Унгарија. време, пари, младите си одат од земјата, тие што остануваат тука сакаат да извадат бугарски пасоши, затоа што не ќе да чекаат на граница по 10 сати. Да, и тоа се сериозни проблеми. И затоа што планира да се селат затоа што не сакаат да тонат во сиромаштија. Додека власта се богати. Тоа е суштината. Сте ја прашале министерката Божиновска кога излегува надвор од Македонија со кој пасош патува? Зар има смисла да се Има прашува смисла. жената која што кажува дека адвокатот и кажал каква свест требала да има. Тоа е срамота. Има смисла, зошто да нема? Дали треба чека седи за во регистрација, дали чека за регистрација на граница или не? А што е битно? Битно Пола е. влада има бугарски пасоши. Зашто не го изгласа нашиот предлог закон во владата да има луѓе само со македонско Знаете кои се тие државјанство? што имаат бугарски пасоши? Што знаеме, да. Нема да ги откриеме сега. Добро. Господине Филипче, ви благодарам. Благодарам. Почитувани, тоа беше нашиот гостин Венко Филипче, претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.